3ZZZ. Melbourne Ethnic Community Radio. You're listening to 3ZZZ. We and our sponsors are proud to bring you the following program. The following program is in Macedonian. 3ZZZ, Multicultural Radio. Добар ден од студиото на македонската радио програма 3ZZZ на Бранова должина 92,3 FM мегахерци. Почитувани слушатели, денешната програма ја започнам со необичен почеток, затоа што таков е и денот. Вчера председателот Ѓорѓе Иванов го додели мандатот на Зоран Заев од СДСМ и неговите познати цврсти ставови пропаднаа како некоја папушка селска на ливадите. Толку за председателот кој ја држеше во неизвестност Република Македонија со неговите ставови кои се распрска како меур од сапуница. Меѓутоа јас ќе продолжам денес понатаму по редослед да ги кажам настаните и тешкотиите на Република Македонија од самата независност, со тоа што ќе употребам две поговорки. Едната е од Гоце Делчев, а другата е една народна. Од Гоце Делчев е позната, знаете дека вели: јас не познавам друг народ кој повеќе страдал од предавствата на своите синови изроди како македонскиот. А пак втората поучна поговорка е за квачката и пилињата. Има една сликовита вистина, почитувани слушатели, со една квачка која ќе ги одгледува, односно ќе ги испили пилињата. Тие дали ќе бидат жолтоклунци, дали ќе бидат фатени од пипката, некои од нив ќе пораснат, а таја ќе се грижи, ќе ги води, ќе ги храни, ќе ги одгледува, за да на крајот тие да порастат, да заборават дека им е мајка и да почнат да ја онадат. Така беше онадењето и на Република Македонија од своите петлиња, уште од 1991 година, кога не се успеа да се формира владата на Република Македонија. Започнавме со таа експертска влада на почетокот за потоа да не се бара признание на Република Македонија во Обединетите нации, туку од Европската заедница тогаш.
А пак во 1993 година веќе подклекнавме под притисоците или пак килавоста на нашите политичари во тоа време. Сеедно, Македонија беше призната во Обединетите нации како поранешна Југословенска република Македонија или ФИРОМ. Тоа не беше се во тоа време. Продолжуваме понатаму. 1994 година, дали беше договор или не беше договор на ВМРО ДПМН, Лјупчо Ѓоргиевски и останатите да не влезат во собранието, туку да ги отворат широко портите на СДСМ и Бранко Црвенковски. Во 1994 година имаше 120 пратеници на страната на Бранко Црвенковски како премиер, кои успешно го променија државното знаме во 1995 година, а исто така во членот на Уставот 49 се откажа од грижата на македонците во соседна Грција, односно во Беломорска Македонија. Во 1998 година, кога падна владата на Бранко Црвенковски, позната по настаните во Гостивар и Тетово, кога беа симнати незаконски поставените албански знамења на соседната држава на јарболите пред општините, во затвор беа Руфи Османи и Аледин Демири. А во 1998 година, горделиво, владата на Лјупчо Ѓоргиевски нив ги ослободи од затворот. Во 1999 година, почитувани слушатели, Лјупчо Ѓоргиевски и неговата влада на ВМРО ДПМН се откажаа од македонците од Пиринска Македонија. Пазете, прво се откажаа од грижата на македонците во Егејска Македонија, во соседна Грција, па во Бугарија, и продолжуваме и понатаму. Во 2000 година веќе имаше убави докази дека низ Македонија шетаат терористи, копаат ровови, а тогаш се нарекуваа дека тоа се свадбари, дека тоа се ловџи на зајаци и така натаму. 2001 година се случи војната, Македонија беше нападната од терористички банди, загубивме дел од војската, дел од полицијата, дел од цивилните, односно од македонскиот народ или македонците како сакате. Се подпиша тој фамозен рамковен договор, предавнички договор, кој повеќето од нас го викаме и таков, а пак за некој е мировен договор, спогодба помеѓу терористичките банди кои нападнаа Македонија, а во нивно име преговараа политичките партии во Република Македонија. И тоа беше рамковниот договор. Од рамковниот договор произлезе 2002 година победа на СДСМ во владата, односно во собранието, оние од планината беа внесени во собрание. Така да се легализираа 2002 година или пак се амнестираа. Потоа во 2004 година, почитувани слушатели, се донесе законот за територијална поделба на Македонија, која денес ги покажува резултатите за кантонизација, федерализација или пак двојазичност на Република Македонија и конститутивен народ на албанското малцинство во Република Македонија. Исто така да споменам, во 2004 година командантот Форина од УЧК беше назначен за заменик министер за одбрана во владата на СДСМ. Потоа во 2008 година на власт кога дојдоа ВМРО ДПМН со ДУИ, се продолжува со разнебитувањето на Македонија, а во јавноста преку медиумите или пак преку протуѓери и така натаму, ние што велиме насело, преку пољаци се врши притисок врз македонскиот народ, се глорифицираат патриоти, се прават ликови големи, се прават спасители, така да македонскиот народ е заведен. Пропуштив тука да кажам дека во периодот на транзицијата од до 98-99 година или и понатаму се испустоши Македонија сите оние фабрики кои ги спомнував во Битола, Свилара, Битола, Текс, Кожара, Шеќерната и други и така натаму, да не ги спомнувам, се продадоа, односно се дадоа и без пари.
Иако одиме понатаму, 2008 година се донесе законот од страна на ВМРО ДПМН и ДУИ за употреба на албанскиот јазик како официјален јазик на територии каде што има над 20% мнозинство албанско население, таму да се употребува албанскиот јазик како службен јазик. И тоа, како да беше малку, се прошире тој закон во 2011 година. Се доведе албанскиот јазик да се зборува кај пратениците во собранието на Република Македонија, а исто така со закон се одобри знамето на една соседна држава да биде официјално знаме во Република Македонија на албанската заедница, односно малцинството, што е спротивно на сите меѓународни закони. А многу е важно да не заборавиме дека 2011 година со закон им се опростија сите зверства и злосторства на Али Ахмети и командантот Форина од војната 2001 година. Понатаму продолжува она со квачката, почитувани слушатели, како се редат пилињата, така се ја онадат мајката. Значи од почетокот понатаму, еве да доаѓаме до оние бомби кои произлегоја од СДСМ, од Зоран Заев, па потоа се суспендираше Уставот на Република Македонија и така наречениот рамковен договор со законот, односно со Пржино 1, па и Пржино 2, па повлекување на Никола Груевски од премиер 3 месеци пред изборите и натегање во Република Македонија до немајкаде создавање на македонскиот народ и делење од еден македонски народ на македонски народ ВМРО ДПМН и македонски народ СДСМ. И исто така се донесе уште една омраза се разбира преку мегафоните дека во на Македонија и престои егеизација и односно уште еден народ кој е во иселеништво, кој е противник на таа Република Македонија. И знаеме што се случи, имаше 2 месеци демонстрации за заедничка Македонија, кои беа против тиранската платформа која се донесе на Божик 2017 година, но никој за таа не зборуваше неколку време, односно неколку недели, и после тоа произлезе тиранската платформа со тие познати 5-6 барања од политичките партии на албанците да се воведи албанскиот јазик официјален на територија на Република Македонија, конститутивен народ да биде албанското малцинство, промена на химната, на знамето на грбот и барање Македонија да се извини за некаков геноцид врз албанскиот народ на териториите во Република Македонија. И последниот чин што се направи на тоа разнебитување е 17 мај или вчера, кога тврдиот председател Ѓорѓи Иванов му го додели спокојно мандатот на председателот на СДСМ Зоран Заев. И поентата е тука не дека Зоран Заев не може да биде премиер, туку поентата е тоа што толку многу се изманипулира, толку многу се правеа гужви, толку многу се правеа проблеми со македонскиот народ и омрази и до немај каде, за да на крајот ете така, барем ако ја доделуваше овај мандат, ако го доделуваше почесно, многу честно ќе беше председателот Ѓорѓи Иванов вчера да си дадеше оставка и да кажеше дека јас не сум во состојба да доделам мандат. Она што го бранев неколку месеци, 2 месеци, заедно со заедничка Македонија и народот кој протестираше пред собранието, јас морам да излезам во пресрет на тие барања и треба да си дадам морална оставка, како тоа што го направи Камерун, кога британскиот народ гласаше да излезат од
Европската Унија и да бидат самостојни. Тој не сакаше тоа да го направи Британија, заради неговата неспособност си даде оставка. Меѓутоа, почитувани слушатели, кај нас во Република Македонија од независноста до денес никој не си дал оставка од политичарите, ниту морална, ниту пак некаква било каква. И уште ова сакам да го прочитам. Македонијо, ти не го заслужи ова. Крцкаат коските на гробовите, зборовите од молитвите во крици се слеваат во утробата. Крик во зборот и повторно се слуша. Тупотот на војските твои небесни, продадена за сите шарени лаги, подгазена од собствените деца. Македонијо, кукавиците над сонот ти се раскукале. Нови реки, нови простори, нови кукавички јајца, нови неба, нови икони, нови луѓе, чисти, неизвалкани, распната на собствениот крст, понижена од собствената крв, понижена од собствените така наречени патриоти. Сега веќе никој не е подготвен да умре за тебе. Само негде во срцето длабоко еко ти стенка, надоаѓа и врие. Гласот во вресок се шири, се збираат војските земски и небесни. Сите те сакаат, а не сакаат името да ти го споменат. Сите те бараат, а во срцето не те носат. Сите те имаат, а никој не сака да застане простум. И да си признае гласно, Македонијо, ти не го заслужи ова. Почитувани слушатели, Македонија на вистина и македонскиот народ не го заслужија ова. Се надеваме дека новата влада ќе се формира, ќе направат исчекор напред и ќе биде за подобро на Македонија или пак ќе зборуваме повторно истото обично. Оваа македонска радиопрограма, како што знаете, секогаш била против владите во Република Македонија заради подобро утро. Продолжуваме со нашата радиопрограма, почитувани слушатели. Јас ќе го исклучам сега и Фајсбукот, но да сакам да го слушниме доделувањето на мандатот на председателот Ѓорѓе Иванов, на председателот на СДСМ партијата, господинот Зоран Заев.